обезбедени парите? Значи, прво, уште кога го образлагав експозето за новата влада во собранието пред 3 недели, таму посочив дека оваа влада има заложба да помогне на граѓаните, да помогне на стопанството во услови на криза. И сите одлуки кои што ги носиме и сите решенија кои што се предлагаат и кои што веќе се реализирани, како што е минималната плата, како што е справувањето со енергетската криза, односно субвенционирање на дел од трошоците за електрична енергија за да нема ценовен шок, како што е преземањето на управувањето со БЕГ за да обезбедиме непречено снабдување со топлинската енергија, така е и во делот на пензиите. Минималната плата ја постигнавме низ диалог со сите заинтересирани страни, што значи дека во диалогот и во тој процес беа вклучени синдикатите и беа вклучени работодавците, а беа консултирани нормално и стопанските комори. На ист начин ќе биде направена новата методологија за пензиите, која што ќе биде резултат на диалог со Сдруженијата на пензионерите, односно асоциациите на пензионерите. Тој диалог ќе започне во петок оваа недела. Министерката за труд и социјална политика веќе го има свикано првиот состанок, на кој што ќе се разговара за моделите кои што ги имаат размислувано асоциациите на пензионерите, нормално и економските ресори во владата. Таа методологија треба да овозможи зголемување на пензиите одржливо во текот на наредните години, при што треба да се внимава и на одржливост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Вториот дел од вашето прашање во однос на зголемувањето на пензијата, ние веќе имавме едно усогласување кое што се случи и ни следува уште едно усогласување кое што ќе се случи на средината на годината, а дополнително со оглед на тоа што се работи за година во која што е година на економска криза, предизвикана од енергетската европска криза, ние веќе правиме анализи за дополнителна финансиска помош за пензионерите, која што ќе биде анализите се водат во насока да биде скалеста, односно оние кои што имаат најмали пензии да добијат најмногу, а оние кои што имаат повисоки пензии соодветно на тоа да добијат износ. Во овој момент не можам да ви кажам за конкретен износ, со оглед на тоа дека анализите се прават, а разговорите започнуваат во петок, бидејќи сметаме дека како со минималната плата која што се возеше низ диалог, така треба да се усогласуваат, да се направи новата методологија за пензиите, бидејќи тоа е начин во кој што сите заинтересирани страни, како од оние кои што се корисници на пензиите, така и институциите кои што треба тоа решение да го спроведат и да биде одржливо, да бидат вклучени во изнаоѓање на најсоодветното решение. Премиера, имам две прашања и ги поставам Да може да одговорите. Дали во оваа фирма има некој од Германија или Швајцарија што се вратил за плата од 18.000, затоа што не е покажена, дали има некој во фирма што е вратил? Не знам да бидам искрен, затоа зашто разговаравме со директорката на компанијата, а и разговарав со дел од вработените во некои од погоните, меѓутоа сите вработени не разговаравме за тоа кој од каде потекнува и кој каде бил во својата професионална кариера пред да биде вработен во оваа компанија. Како станавте премиер еднаш кога бевте во Бугарија и тоа време веќе гледаме по фабрики, дали мислите да се спуштите онака кај малиот човек, кај обичните граѓани да ги прашате како можат да издржат цел месец со 18.000, покачувањето на цената на сметките, покачувањето на бензинот и на нафтата, тоа произведува покачување и на сите други цени. И дали конечно ќе видиме конкретен чек од ваша страна затоа што знаеме каков е стандардот и знаеме дека многу семејства нема да издржат со ако продолжи овој тренд на поскапување на се. Добро ви е прашањето. Јас бев вклучен во подготвувањето на економската програма на оваа влада уште во 2016 година и една од основите на оваа владина програма е зголемување на животниот стандард на населението. Да не заборавиме дека во 2014 година, 2015 година минималната плата беше 9000 денари и под 9000 денари во одредени индустрии. Денес има минимална плата која што е 18.000 денари. А со минималната плата од 18.000 денари, ако ја споредиме со потрошувачката кошничка, со синдикалната кошничка, објавено од синдикатот, не од мене како представник на владата, со две минимални плати се покрива целата синдикална кошничка. Во тоа време 4,25 минимални плати беа потребни за покривање на една синдикална кошничка. Со тоа
најдобро потврдува дека е зголемен стандардот на најранливите категории на граѓани, што е една од целите и на оваа влада. Во однос на цените. Цените на основните прехранбени продукти, цените на енергенсите, цените на електричната енергија се покачени заради покачувањето на светско и особено на европско ниво. Се работи за европска енергетска криза, која што нормално е пренесена и кај нас. Во таа насока Министерството за економија веќе направи замрзнување на цените на основните прехранбени продукти и доколку не беше таа мерка, тогаш зголемувањето на цените ќе беше многу поголемо. Заради таа мерка цените на основните прехранбени продукти, и тоа е достапно од Заводот за статистика, не се покачени на ниво на кое што се покачени на светските и на европските берзи и пазари. Денеска министерот за економија излезе и кажа дека веќе се работи во Министерството за економија на методологија за регулирање на цените, бидејќи мора во тој процес да учествуваат во разговорите и оние кои што се производители и оние кои што се увозници на прехранбени продукти. Постојат повеќе различни начини на методологии за регулирање на цените во услови на една ваква криза. Еден од начините е замрзнување на цените на апсолутниот износ, втор начин е ограничување на увозните маржи, бидејќи да не заборавиме, постојат и компании кои што дел од производите ги снабдуваат преку увоз, дали се тоа суровини или се финални производи, и на таа методологија ќе се работи со оглед на тоа дека има уште половина месец до крајот на февруари, се во насока за граѓаните да обезбедиме да нема ценовен шок во однос на основните продукти, исто како што направивме со електричната енергија и со затоплувањето во градот Скопје. Еве премиере велите помош за пензионерите, помош за ранливите категории граѓани, за стопанството, ќе има ли помош за општините за да ја надминат енергетската криза, со оглед на тоа дека ЗЕЛ збара и состанок со вас, ќе му одговорите ли на барањето? ЗЕЛ точно е побара состанок со владата. Нормално дека состанок ќе се одржи. Општините доминантно во овој момент се водени од опозицијата, што не треба да представува никаква причина за одржување или неодржување на состаноци, значи ќе се одржуваат состаноци. Ја имам комуникација како премиер со дел од градоначалниците на теми кои што ги засегаат и сум имал особено како заменик министер за финансии. Меѓутоа има една работа, тоа е дека сите во оваа криза треба да придонесат со своето работење и однесување во надминување на предизвиците од кризата. Општините, односно градоначалниците на општините, прво своите изборни програми и сите ветувања кои што ги даваа, кои што беа, ајде да кажем, најголемата инфлација беше во ветувањата. Тоа беа ветувања кои што кога ги ставите на хартија, се прашувате на кој начин ќе се финансираат и сега одеднаш гледаме дека тие ветувања ни на интернет не можете да ги најдете. Општините самите, новите градоначалници сами ги правеа буџетите. Кога се правеше буџетот на Република Северна Македонија, во него се предвиди ставка за справување со кризата. Јас сметам дека тоа требаше да го направат и општините. По примерот на топлификацијата во Скопје, вие знаете дека тогаш разговаравме со градот Скопје, каде што беше побарано, бидејќи тоа е комунална услуга која што ја обезбедува за граѓаните градот Скопје, и само со 500.000 евра учество на градот Скопје ќе можеа да придонесат во непречено снабдување на граѓаните со топлинска енергија. Градот Скопје тоа го одби и владата прифати целиот терет да го направи. Исто така општините како и владата треба да бидат одговорни во намалувањето на тековните трошоци и во зголемувањето на трошоците кои што се однесуваат на справувањето со енергетската криза. Доколку донесат планови, во кои што планови е содржано справување со енергетска криза, при тоа намалување на ставки кои што не се неопходни во овој период, број 1, број 2, доколку го зголемат своето оперативно работење, особено во делот на прибирањето на даноците кои што се исклучиво во надлежност на општините, а вие веќе имате податок дека во општините се собираат само 47% од даноците кои што се изворни приходи на општините и со кои што тие располагаат. Тогаш нормално дека ние ќе седнеме и се она што е дадено од страна на општините и државата секако дека ќе помогне. При тоа, сакам да истакнам дека државата веќе субвенционира електрична енергија да немаме ценовен шок за сите граѓани кои што нормално дека живеат во сите општини. Малите снабдувачи веќе исто така се на регулираниот пазар. Градинките
исто така добиваат цена од универзалниот снабдувач, што значи дека таму нема зголемено енормно зголемување на цената на електричната енергија, односно тие не се на либерализираниот пазар и електричната енергија произведена од обновливи извори на енергија, која што беше испорачувана на универзалниот снабдувач, на Еванахом, сега се испорачува на компаниите на слободниот пазар, при што тие добиваат од таа електрична енергија пониска цена во однос на берзанската цена која што е на либерализираниот пазар. Што значи да, нормално дека ќе имаме разговори во духот на изнаоѓање на подобри решенија, меѓутоа сите страни треба да го дадат својот придонес во духот на справување со кризата. Премиер, јас имам две прашања за вас и за министерката околу недела неработен ден. Да. Некои комори од вас побара и ако не се лажам и средба пред извесен период веројатно за измена на законот за недела неработен ден, дека нели не одговара овој закон на сите дејности, барат секој нели да се одлучува за својата дејност, дали ќе биде работен или не, дали планирате некоја ваква средба со тие комори, измена на законот и за министерката, дека веќе еве на половина февруари сме, веќе се земени платите за јануари, дали имате направено некој пресек во првиот месец, дали сите имаат земена плата по новиот закон за недела, бидејќи има некои институции кои што се под Министерството за култура, како музеи и театри, кои што воопшто не ли земена плата, бидејќи не им била прерачуната оваа дневница за недела. Ова прашање го добив и тогаш кога излезе дека дел од една комора практично имаше поднесено до Уставниот суд за преиспитување на законското решение. Јас тогаш кажав многу јасно, јас сум на страната на работниците. И тоа повторно го повторувам, јас сум на страната на работниците. Секој работник има право во недела да биде со своето семејство, да го помине заедно со своите деца, да го помине заедно со своите блиски и да одвои време за себе. И тоа е основната претпоставка во овој закон. Како што постои законов во најголем дел од западноевропските држави. Јас побарав средба со Стопанската комора, каде што разговаравме на оваа тема. Истиот ден и министерката Тренчевска беше таму и имаше состанок со управниот одбор. Законското решение за недела неработен ден е донесено низ диалог и низ инклузивен процес на стопанските комори, на другите асоциации на деловната заедница, заедно со Министерството за труд и социјална политика, во рамки на економско-социјалниот диалог, каде што учествуваат и економските ресори од владата. Нормално дека тоа решение, со текот на времето, кога ќе се види ефектите од неговата имплементација, пак ќе биде анализирано со стопанските комори и со другите учесници во економско-социјалниот диалог. Министерката Тренчевска е во постојан контакт со стопанските комори на оваа тема и кога ќе се изнајде дека можеби во некој дел бил направен пропуст во однос на некоја дејност која што е неопходно да работи, например, во недела, затоа зашто технолошкиот процес тоа го налага, тогаш може да се пристапи кон одредено усогласување на законското решение. Меѓутоа, недела неработен ден е решение кое што е за работниците. И тоа јас силно го поддржувам, бидејќи повторувам уште еднаш. Јас сум на страната на работниците. Јас сум работил и во фабрика, сум бил и работник, сум бил и менаџер, сум бил и собственик и знам колку е значајно за работниците да бидат заедно со своите семејства, бидејќи на тој начин можат и подобро да ги воспитуваат децата и да им се посветат на нив во текот на барем еден цел ден во неделата. Недела, неработен ден е наша реалност и токму така измина јануари, а согласно закон, значи платата за минатиот месец испаќа до 15 во тековниот месец. Вчера бевме 15, од денес Државниот инспекторат за труд е во интензивни надзори кај сите оние работодавачи кои што согласно закон може да работат во недела. Надзорите ќе се прават до крајот на месецот и на крајот од месецот ќе имаме соопштение, исто така месечен извештај за почитување на законското право за исплата на 50% поголеми дневници за сите оние работодавачи кои согласно закон се во оние дејности кои што имаат право да работат во недела. Извештајот ќе биде објавен јавно на веб страницата на Државниот инспекторат за труд и вие како новинари и сите граѓани можат да го видат и да се информираат за тоа каде
не е исплатен, односно каде е прекршен законот, а кои работодавачи го исполниле законската обврска за исплата на плата согласно измените на Закон за работни односи. Ќе бидат јавно објавени сите фирми кои што не го почитувале закон. Да, ќе бидат јавно објавени сите фирми кои што го прекршиле законот во делот на исплата на плата за повисока за 50% за работа во недела. Ако може уште едно политичко прашање за премиерот. За блокираното собрание сакам да ве прашам, со оглед на тоа што неколку комисии таму се блокирани, значи не се работи за блокирани закони, туку целосно на работата на комисиите, се зависи од комисијата за избор и именување. Таму заменик председател е Јован Митревски од вашата партија. Зошто не се закажува оваа комисија за да почнат да се распоредуваат со нови пратеници, за да се направи тој сооднос на власт опозиција во собранието и да тргне некако работата во собранието? Јас упатувам апел до собранието и до политичките партии во собранието дека согласно со распределбата на местата во комисиите и согласно со владиното мнозинство кое што е зголемено во рамките на оваа влада и кое што ја поддржува со 64 пратеника, со оглед на тоа што една од партиите која што беше дел од владата до изборот на оваа влада реши да отиде во опозиција, треба таа партија и да се однесува како опозиција во собранието. Вие не можете во четврток да бидете предпоставена власт, во четврток навечер да сватите дека не сте власт и во петок сабајле да кажете слушајте, ние погрешивме, не мислевме вака, сега сакаме да бидеме власт, а да сме опозиција. Значи ова е порака до нив дека треба да се однесуваат согласно со стандардите на парламентарната демократија и да ја организираат работата на собранието согласно со процедурите и согласно со распределбата на местата во не само таа комисија, туку во сите комисии. Премиери, ја спомнавте опозицијата пред 2 дена со изјава излезе практично и повардарскиот митрополит Гадангел, кој што пак спомна дека трајно време оваа влада да замине и опозицијата да дојде на власт. Како гледате на овие политички изјави кои доаѓаат од свештени лица и дали тоа влегува во секуларноста на самата држава? Прво, јас сум поборник за секуларна држава и се придржувам кон секуларноста на државата. И нема да коментирам политички изјави на владика. Премиере, во однос на она што веќе неколку пати ве прашував, тоа се историските моменти. Вашите одговори до сега беа дека политиката останала на политичарите и историјата на историчарите. Ве прашувам вас лично како премиер и како Димитар Ковачевски. Што за вас е Гоце Делчев, бугарин или македонец? Гоце Делчев е основоположник на македонската национална борба, кој што се борел за независна македонска држава, која што ние денеска ја живееме, која што е членка на НАТО, која што е на чекор до отворање на преговорите со Европската Унија, штом ќе се реши нормално прашањето со Република Бугарија, кој што ги имаме отворено и кој што мора да се решаваат во духот на европските вредности, во духот на задржување на достоинството на граѓаните на двете држави и во духот на почит и на позитивна комуникација како помеѓу политичарите во двете држави, така и помеѓу граѓаните и институциите во двете држави. Со оглед на тоа што постојат отворени прашања кои што се дел од историјата, формирана е историска комисија, односно комисија за историски и образовни прашања, какви што комисии се формирани и помеѓу држави кои што исто така имале историски спорови и во други делови од Европа. Такви комисии постојат помеѓу Германија и Полска и помеѓу други држави и кои што работат низ годините. Исто така и оваа комисија работи според своја методологија, работи според историски факти и во неа учествуваат професори по историја. И затоа јас велам дека политичарите треба да се занимаваат со политичките прашања, бидејќи за тоа се избрани и тоа треба да го прават врз основа на европски вредности, а додека историчарите треба да истражуваат за историските прашања и врз основа на заеднички сознанија треба заеднички да ги соопштуваат. Тоа е мојот одговор. Лидерот на опозиција најавил дека нема да препозна било каков договор со Бугарија, се додека тој се постигнува во скриени врата или скриено од јавноста. Дали ова ги нарушува позициите на преговорите? Разговорите со Република Бугарија се водат во неколку работни групи.
тие работни групи беа формирани со цел да не бидат изоставени институциите во државата кои што можат да креираат бенефити за граѓаните. Вие сите сте информирани дека имаме работна група за економија, за економски прашања, каде што се вклучени иновации и трговија, потоа за инфраструктура, за образование и култура, за европски интеграции и така натаму. Нормално дека политичките прашања се одвиваат на ниво на Министерство за надворешни работи. Тие веќе има една средба во Софија, следната средба ќе биде во Скопје. Разговорите се водат на ниво на експерти и за сите резултати од разговорите Министерството за надворешни работи информира откако завршуваат состаноците, што беше случај и при последниот состанок кој што се одржа во Софија. Исто така министерот за надворешни работи во однос на отворените политички прашања имаше свое излагање кое што траеше половина работен ден во Комисијата за надворешни работи во собранието и каде што сите пратеници можеа изворно да се информираат. Што значи дека процесот се води на ниво на експерти кои што работат во Министерството за надворешни работи со пол капацитет, со своите колеги од Република Бугарија и штом ќе има решение кое што е прифатливо за двете страни, тогаш нормално дека тоа ќе биде споделено со јавноста и нормално дека биде споделено низ институциите кои што тоа решение ќе треба да го одобрат согласно со законските и уставните одредби на државата. Мината недела кажавте дека ќе се сретнете со директорот на Агенција за национална безбедност во врска со отворените прашања за бавење за државјанство. Дали се сретнавте и како ќе поставите побарањето на пратеникот Скендер Джеки за да се формира комисија во влада и да ги разгледа непроцедуралните барања за државјанство? Јас се сретнав со директорот, така како што ви одговорив, и тој ќе треба за идната недела да подготви извештај во однос на, и тогаш ви одговорив и сега, дека имаше голем број на заостанати барања од преземени од времето кога Агенцијата за национална безбедност практично беше дел од Министерството за внатрешни работи, тоа е бројка на 20.000. Тие го имаат зголемено капацитетот на својата работа. Покрај тоа што е зголемен капацитетот и обемот на работа е зголемен, бидејќи сега сме членка на НАТО, меѓутоа идната недела ќе имаме подетални одговори. Во однос на барањата на пратеници, сепак сметам дека тоа треба да биде одговорено во собранието и штом ќе добиеме официјално од собранието, тогаш ќе може да одговориме во однос на тоа прашање. Ви благодарам.